Нема веќе да пишуваат Facebook статуси. Нема повеќе тоа да го гледаме. Изјави Филипче на отварањето на епохалниот нивни 31. конгрес на партијата. Нема да пишуваат веќе Facebook статуси. Довде им е дојдено. СДСМ излегла на терен. Ке чукнеле на секоја врата. Филипче, може и ке чукнете на секоја врата, што чисто сумњам дека ке чукнете, али ајве да ви верувам дека ке чукнете на секоја врата. Вие ке чукнете. Ама кој ке ви отвори, бе? Сте мислеле на таа последица? Дека никој нема да ви отвори? А? Добре, бе, ајде, ако чукнете на мојава, ја ќе ви отворам врата. Баш би сакал да чукнете на моја, ви ветувам дека ја ќе ви отворам врата. Да ви кажам уживо што мислам за вас. А тоа што го мислам не е баш добро. На терен сте биле. Филипче, вие сте одамна на терен, бе, брат. Булјо, брат, вие сте одамна на терен. Али на многу лизгав терен. Многу лизгав. Еве веќе 2 години на Г се лизгате. Па уште капак на све ние и со жилети века ви разфрлавме за по-гладко да ви биде лизгањето. Пошто толку гаиме симпатии кон вас. Таман да видиме дека на Г се лизгате, на лизгав терен уште само жилети да разфрлам. Да видиме што кажа нивниот славен лидер понатаму на отварањето на 31-иот конгрес. Вика, СДС е имунолошкиот одбранбен систем на државата. На која држава, Филипче? Дај, која вака кажуваш изјави, дај малку биди прецизен, конкретен. На која држава мислиш дека сте имунолошки одбранбен систем? А ако мислиш на Бугарија, апсолутно се слагам со тебе. Оти тоа и бевте. Вие поише ги браневте, вие поише се залагавте за нивните шовинистички, непринципиелни ултиматуми и уцени кон Македонија, отколку што тие се занимава и се залага врска со тоа. Филипче, тие твоите квислинзи во партијата, за време на вашето владење, од 2017 до 2024, бевте поголеми бугари од бугарите. Дали со ова сум доволно јасен? Или треба да ти цртам? Сум ви цртал и порано, очигледно не разбирате, затоа што си продолживте по старо, со старите приказни, старите наративи, старите амбиции. Вие ништо не сменивте од како паднавте на власт. Вие си останавте истите, како што сте и биле од секојаш такви. Не се. Ајде вака да видиме. Викаш имунолошки одбранбен систем. Добро. Од кого се браните? Мислам, од кого? Очигледно немате, не мислиш дека треба да ги браниш македонците, пошто ако нешто македонците, Филипче, ви од СДС, ако нешто македонците мразат и презираат, тоа е вие уште еднаш да дојдете во позиција да ги браните. Македонците више таа грешка не ја прават. За ваша несреќа. Македонците така добро ја научија лекцијата од вашето последно владење, што веќе нема на ниеден нормален да му падне на памет да ви даде шансата пак да го браните. Тогаш од Грујо, сега наведно од Мицкоски. Толку околу одбраната, околу тоа што сте
имунолошки одбор систем Джорнан вам га мајке. Сте чукнале, ке чукнете на секоја врата, вели за да ја разбудиме Македонија, а не за гласови. Какви... молим те, Филипче, кажи ми, жити мајка, кој поет ти го пишуеше говор? Морам да го знам. Знам дека кај вас секојаш некој ги пишува говорите, ти не си го пишал, пошто ти не си доволно вака елоквентен речит за да напишеш една ваква реченица. Молим те, ме интересира кој ви ги пишува говорите, чисто нака да го знаеме дека тој во СДС ги пишува говорите, чисто да го знаеме. Кој име презиме, не заради нешто, еве мене ме интересира, да видам кој е тој славен писател. Вика, ке чукнеме на секоја врата за да ја разбудиме Македонија, а не за гласови. За да ја разбудите Македонија. Па не мора да чукате на врата за да не разбудите. Можете да поминете со овие старо купуем, качени на приколката позади, ке му даете на човекот и така се мучи стари шпориња, стари фрижидери да бара, старо ова, старо на, вие дајте му на човекот 1000 2, таман покрите му го денот, качете се позади, снимете, дајте му снимка она USB. И од старо купуем, нека ве шета и будете не. Од Сабајле, можете и со некоја пригодна песна да не будите. Не мора да ни чукате на врата, ако ни чукате на врата, будењето, ако не разбудите со чукање на врата, кога ќе отвориме вратата, будењето ќе ни биде травматично. После тоа ќе треба психијатар да посетуваме. Замисли, ти тропа некој на врата, ти стануеш така, а не си наспан, отвараш на врата и гледаш некој од СДС, Филипче го гледаш. И толку со тебе, тука те мала срчка, ца пролетните, ајд мајка. Толку од тебе. Кога сме кај будењето, само да поентирам на овие твои поетски изрази кои ти ги пишувал, мора да ми кажеш. Филипче, и вие квислинзи околу него тамо напикани у најпредавничката партија, група, злосторничко здружение кое изнедрило на оваа почва. Евер. Поголемо злосторничко здружение предавничко од СДС Македонија не родила никогаш. Никогаш. Затоа што Македонија никогаш немала квислиншки влади. Дури во Втората светска војна. Кога секоја од републиките во Југославија имаше квислиншка влада, која што му седеше во скут на Хитлер. Дали тоа беа Љотичевци, Недичевци, Бела гарда, Павелич, НДХ, Усташиве, Вамо, Ханџар, дивизија, Босна и тана. Македонија немаше квислиншка влада. Сега да ти кажам врска со будењето, Филипче. Нема потреба да не будите. Дечко, пошто македонците се разбудија. Знаете кога се разбудија? Оној момент кога ве пуштија низ лајна. На парламентарните избори пред 2 години, на оние кои што беа минатата година. Македонците се будни, ич да не се секираш. По-будни никогаш не биле. И се надевам дека никогаш повеќе пак нема да задремат, за да им се случи уште еднаш такво зло како вас да ја преземе оваа држава. Како сакаш ова, свати го. Можеш и као говор номер за да го сватиш, ме заболе пичкава, да ти кажам. Али го кажем оно што го мислам за вас. И продолжува. Човече, мислиш, превер. Рабир Дранат Тагоре, никош не можев да му го кажам името на таа будала. Рабир Дранат, како се викаше бе тој Тагоре? Каква и да си дојди, не се колебај при облекувањето. Тагоре беше сигурно тој Рабир Дранат, како се му беше името, некој од Индија, од Бангладеш, од кај беше, од некоја пичке си матери на тамо. Кој ти е поетов, кажи ми, писателов на говоров? Ретардирани сте од прв и последен у партија, ви гарантирам. Ја што не можам органски да поднесам, ја да ви напишам да ви пишам говори 10 пати поефектни ќе ви бидат. 10 пати поефектни. А нема да бидат ни патетични, ни вака поетични, да не кажа мелодрамски.
да не кажам држава спасителски, месијански. Они ќе не разбуделе, они ќе не спаселе, они ова, на тема на месијански комплекс, СДС, класика, синдром, главна диагноза на СДС. Која не се на власт, имаат месијански комплекс. Мисла дека се спасители, дека одат по вода. Добро, ни тоа, ова не го разбираат одење по вода, пошто се далеко од религиозни верници, али говоре, тоа е слобода на избор. Месијански комплекс. Они го спасуваат светот. И пазете сега овој славен писател на говорот на Филипче. Шо ја да сум Филипче на клоци би го избркал. Контраефект прави со говорот. На све ова што му го напишал говоров имаш против одговор. И вика понатака, еве ви го тој месијански комплекс, класика, да ме сватите за што зборам. Зашо е тоа зло кое што не треба повеќе никогаш да и се повтори на Македонија. Тоа е социјалдемократски сојуз. Вика, кога национализмот ќе почне да го јаде ткивото на општеството, ние сме лекот. Национализмот кај нив е изедначен со канцер, со некоја застрашувачка болест со терминален исход. Национализмот кога ќе почне да го јаде ткивото на општеството, ние сме лекот. Ајде одиме понатака, па ќе се навратам на овие. Вика, кога омразата ќе не скара со соседите, ние сме миротворците. Значи, априори, секое наше скарување на со соседите, они вината на својот народ ја префрлаат. Тоа не е нивни народ одамна македонскиот, ја префрлаат поточно врз македонскиот народ. Значи, секогаш кога омразата ќе не скара со соседите, ние сме миротворците. И предпоставува дека омразата секогаш доаѓа од македонците. Типична бугарска теза, бугарашка, неофашистичка. Кога омразата ќе не скара со соседите. Значи, они априори македонскиот народ му ставаат етикета дека мрази некого, а кога некого мрази, одма се кара со него. Со соседиве во конкретниот случај. Никогаш не е омразата кај другите, кај соседите. Никогаш вината за скарувањето не е кај соседите, секогаш е кај македонците. Сваќате се, зашто ви кажав дека сте вие имунолошки одбранбен систем на Бугарија, на Грција и на Албанија, на Европска унија, на сите можни субјекти политички, само не сте одбранбен систем за Македонија и македонскиот народ. Предавници едни најдолни. Вие може да се сметате за лек само у смисла дека кога човек ќе се предозира со вас ќе се отруе. Или во превод, човек не сме никогаш без консултација на конзилиум да ве земе вас ниту за главоболка. Вие сте отров. Предозирање со вас, или во превод, носење, пак некој да ве донесе вас на власт. Вие ќе бидете лекот за македонците. Тоест, ќе имате дејство на најсмртоносен отров, на талиум, на цианид, на арсеник, на шо да е. Во таа смисла, сте лек за потоморување на македонскиот народ. Ако сте веќе лек, ако веќе се гледате као некаков лек. Па ој поетов нивни рабир драната горе. У еден момент вика, му напишал уговорот и ој тоа го кажува, убеден како он тоа да го смислил. Вика, ние сме гласот што грми.
Вако говорнички, ораторски некој му рекол, како ќе окоја шо има да има туалет хартија имате. Има да грми, вика. Ние сме, вика, гласот што грми. Филипче, вие сте гласот што прди. Вие сте испрдоци. На една гарнитура политичка, која што имаше барем темел на некоја државотворност, на совест и на одговорност кон сопствениот народ и својата држава. Вие сте испрдоци на таа гарнитура. Вашето зборување дали е преку поетски фрази, патетични, мелодрамски, надуени, а празни, дали е преку ваши соопштенија, дали на Фейсбук или било каде, или вака на отварање на конгрес, ние, македонците, не ги доживуваме посодржајно од еден прдеш. Па ја би рекол пувеш. Оти прдеш, па знае прдеш, мислам, знае тоа да рокне, баш онака, експлозивно да биде. Нели, која имаш вирус, кој те боли стомак, иначе може да биде баш и онака. Знаете како? Ко митралес која коси. А ова пувеше некако покарактеристична за вас, као за вашава провиненција и за она што сте, пошто пувежот е подмолна работа. Тоа е делува како боев отров, како нервен газ, без мирис, у почеток без вкус, додека него вдиш и после тоа губиш све. Губиш свест за себе, за околина, за своето, за собственото, за ближниот твој, не знаеш кој си, не знаеш што си. Као у песната. Не знаеш кој си, што си. Баш тако си. Тоа доаѓа од такви подмолни пувежи, у принцип. Затоа ние не сакаме да слушнеме која вие прдите, прдите, Не сакаме да ве слушаме. Боже, пази, ја најмалце сакам. Никој мислам дека не сака. Доста ве слушавме од 2017 до 2024. Многу народ озрачивте. Обвиткавте во смрад, така да поштедете не од грмење. Па овој поетот продолжил, вика, СДС е партија, СДС вика е армија на вредности. На какви вредности, бе, Филипче? На нижоразредни вредности, не се објасне на какви вредности мислите. Ако мислите, мора да прецизирате. Имаш вредности високо морални, плафон, а имаш вредности кои што се, како да ви кажам, џуџести, поише може да се квалификуваат као невредност, отколку вредност. Вие сте биле армија на вредности. Демек, секој од вас, место мозок, има по еден драг камен. Кој смарагд, кој сафир, кој диамант, кој рубин. На таа армија мислеше, така се доживувате као драги камења. Комозоците од платина да ви се направени. Таква имате представа за себе, памесијанска представа за себе. Они си биле армија на вредности. Значи, све што е надвор од СДС е невредност. Пошто овие се армијата на вредности. Све што е надвор, тамо не е вредност.
Ја сваќате ли нивната ароганција, дека не е ниту за милиграм намалена од времето кога беа на власт? Истите се и бетер се. Они патолошки нарцис, по што ќе го препознаеш? По тоа што никогаш нема објективен суд за самиот себе. Он во секоја ситуација, во секоја екипа, не само што е најдобар, него е најдобар, па 150 празни места попочнуваат другите. Они уште имаат сликата за себе дека се спасителите и дека ние сите утре ќе ги викнеме со радост од дното на душата: дојдете да не спасувате од Мицковски, ВМРО, ДПМН. До толку ги само залажува таа нивна патолошка нарцисоидност. До таа мера ги само залажува. И им се обраќаат на Филипче, им се обраќа преку кој поетов што му го пишал Говоров, на нивниве у партија, што као сега им сметаат као она камче у кондура кога имаш, у чевел кога имаш камче, и сега се пресметуваат со нив, пошто со сите други се испопресметаа, остана само уште да се пресметаат со тој деспотовски, рецимо со Шилегов и со така некоја ситна рива таму. Пошто само уште со нив остана да се пресметаат. Па вика, ние сме, вика, како рече, треба секој да знае, ние сме отворени за секого, а секој, вика, што мисли да не подкопува од внатре, одма нека си оди, пошто немаме време, вика Филипче, за предавства. Ко чему курва о поштењу? Предавници кои зборат за предавства. Каков парадокс. Не знам како тоа да го објаснам. Или крадецот вика: држте го крадецот. Немале време за предавства у нивни редови. Абе, Филипче, шо очекуваш од предавнички менталитет? Дека тој предавнички менталитет што го негувате со години, дека ќе изроди Че Гевари, дека ќе изроди, појма неам, војска на високо морални, појма неам, функционери, државници, лидери. Предавнички менталитет кога негуваш во некоја група или партија, биди сигурен дека тој предавнички менталитет нема да изроди херои, ќе изроди предавници. Сте немале време за предавства. Нормално дека немате време кога сте постојано зафатени со предавање. Вие ниту во еден момент не кажавте: чекај, пауза праиме во предавствава. Си продолжите да си го верглате истото. Истото си го верглате. Цело време. Омразата кон соседите, ние сме криви, соседите се прави, требало да ги пуштиме бугарите во уставот, Европската унија е нашата единствена цел, нема алтернатива, нема алтернатива. Не го слушате пулсот на народот, малце немате тамо некој со радарче, некој појма немам, со некој гајгеров бројач, да го осети, да ви го преслика, да го фати расположението на народот. Филипче, преку 70% веќе од овој народ не размислува на Европска унија. Ја презира Европска унија. Стваре на политичарите вие, тоа сега на ВМРО ДПМН, дали ќе одлучат да се вратат на тој пат наречен Европска унија или ќе си тргнат по свој пат, што ја верувам дека е многу попаметно. У таа црква треба да престанеме више да се крстиме. Видовме дека тоа е црква, да. Ама не на оној Бог што сите мислиме дека е. У таа црква крстот е привртен наопачки. Филипче, све што правите грешно правите, се што кажувате погрешно кажувате. Мал прекин. Овој народ
не е више толку глуп. Престанете да му солите што треба да прави, кај треба да гледа и дали има алтернатива или нема алтернатива. И ако ВМРО ДПМН го увиде ова што сега ја го зборам, а знам дека го увиде, ја има поддршката од народот. И не е тоа затоа дека му треба појма неам дека баш така наумил да прави само за да му се додворува на народот од популизам. Не бе, човек. Знаеме вие како размислувате, знаеме како размислуваат политичари кога ќе наумат нешто да направат. Не го прашуваат народот. Вие најдобро го знаете тоа. Вие кои сте на власт, најмалку ве интересира народот. И дали има корка леп да јаде, и дали ова, и дали она. Не, го множите со нула, го покажавте тоа на референдумот за промена на име. Бојкотот на цел македонски народ на референдумот, вие со него гзот си го избришавте. И сакате на власт да дојдете? Никогаш. 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 За Филипче, пазете се, апропо Муавето, вика, они ВМРО ДПМН го идентификуваат со зло, како времето на Груевски, што го купија народот со истата реторика. Тогаш Груевски беше зло, па се фативме као сомо и малце дека е зло, а излезе дека тие што дојдаа после Груевски беа 100-кратно поголемо зло од Груевски. Е сега истата реторика за Мицкоски, за ВМРО ДПМН. Вика тоа е зло. И ова зло мора, вика, да го победиме. Мора, вика, да бидеме чилични од внатре. Пак парадокс. Работи кои што една со друга се поништуваат. СДС и чилични од внатре. СДС со предавнички менталитет партија која работи против интересите на својот народ, партија која се продава за туѓи интереси, партија која што го доведува својот народ во поданичка состојба, во срамна ситуација, збори за дека мора да бидат челични од внатре. Точно е. Имате нешто што е челично кај вас. Барем така се фалат Бугари, овие Бојко, Мојко, тие Радев, кои беа тие тамо. Гзот ве бил челичен. Оти тамо кој ве викале, за да ви кажат како треба да си го потоморите својот народ, ве терале со гзот вака, парички да собирате ситни оние монети од маса вака. Шик, шик, шик. Ве фалат, вика, чилични гзови. Го стисне паричето, вика, од маса вака го вади. И ке го извади, и вака, стаиш рака тука, ако му речеш пушти, кој ќе пушти, париче ти пај. Вика, нема пуба, вика, тој кој ќе ти седне, вика, скутку, те стисне, вика, со таа анусот. Те цеди! Чиличен гз. Може би, така да. И на крај, вика, ги покануе сите, што им мислат добро на сите што им мислат добро на државата, вратите на СДС биле отворени. Уште еден парадокс. Да им мислиш добро на државата, а да си во СДС. Значи пак тука не се изјасно на која држава мисли. На која држава треба да им мислиш добро за да бидат отворени вратите во СДС да можеш да влезеш. Еве, ја мислам добро на државата, Филипче, дали за мене се отворени вратите во СДС? Пример е сега после конгрес, да дојам да ме викнете одма тука нешто членска карта, курсе, тресе, и одма, да лепам плакати, одма да ме ставите тамо, до овој право шмркачот. Овој, до него сакам да седам.
па кој ќе ми стане досадно на состанок, да шмркнам од него. Пише, неам. Неам за тоа. Многу скапа друга. На која држава треба добро да и мисли човек за да биде ваш член? Изјасни се, кажи, морате да бидете јасни за народов да ве разбере. Затоа и што ти го пишел говорот, многу сака да се прави паметен. Им да биде јак, Джоа некој голем оратор, Джоа Кикерон или Цицерон. Джоа не знам кој, ама од друга страна, ако може да ги криеме нозеве максимално, за да не свати народов колку ова што сум го напишал, а ти што треба да го кажеш како говори чиста демагогија. Празни фрази, флоскули, јадење говна со две раце. Ето е тоа. Ти не се секире за нас, ние сме будни, донесовме свесно и со здрав разум ги донесовме ВМРО ДПМН на власт. Се надевам дека они ќе излезат во пресред, ќе оправдаат таа доверба, до сега се на добар пат и дека нема да го разочараат македонскиот народ. Како што тоа го направивте вие. Ај се изгубете се и да вас моje очи више не виде.